Знаат за поддршката што ја дава државата за модернизација на земјоделското производство, но ретко кој аплицира. Во Југоистокот за оваа година само 32 фармери добија поддршка за набавка на нови трактори од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој. Трактор му е потребен и на Шајкаров од Новосело, кој одгледува околу 80 грла овци, но со син му не биле доволно информирани. Оно ми треба нов трактор, ама немам финансиски сум слаб. А да аплицираш државата да даде да помогне? Кој знае дали ќе сакат да помогнат. Они викат требало повеќе стока да имаш на 140 овци, не знам што. А јас и немам тие услови и така. Не аплицирал ниту Ванчо Ристов, земјоделец од Тробово, која спремаше нивата за нови пластеници. Не. Зашто? Не сум си да аплицирал. Причина? Треба трачка, не, дајте услово, дали не. Това има луѓе, гледам трачка сака да земат. Синот помага нешто и он сака забега и што. Во Југоистокот, кој се смета за еден од најголемите земјоделски региони, слаб е интересот и за мерката млад земјоделец. Во земјава, поддршка ќе биде доделена на 560 апликанти, но во Југоистокот само 14 млади земјоделци ќе добијат поддршка до 20.000 евра. Само 14 млади земјоделци од Југоистокот ќе добијат финансиска поддршка од државата до 20.000 евра. Тие треба да поделат 280.000 евра, пред се за подигање на современи пластеници, набавка на опрема за млекарство и пчеларство, но и машини за сушење на овоше и зеленчук. Несигурноста со пласманот и ниските откупни цени се едни од причините поради кои земјоделците од Југоистокот не се одлучуваат за користење државна помош, смета Ристо Велков од Сдруженијето Агросојуз од Василево. Имајќи во предвид сето она што се случува во нашиот агра, слабиот пласман на земјоделските производи, како од растително, така и од животинско производство, мислам сме сведоци на сето она што случува, заради тоа е слабата заинтересираност на нашите земјоделски производители за инвестирање во земјоделскиот сектор. Според земјоделските здруженија, во последниве десетина години во Југоистокот значително се намалени површините кои се обработуваат, а паралелно се намалува и сточниот фонд.